Време е да се вратиме на посериозни теми кои ќе го одбележат можеби денешниот ден, а со сигурност ја одбележа минатата недела. Здравствена заштита во затворите во Република Македонија со посебен акцент на здравието на жените. Ова е исто така проект изработен од првиот форум за родова еднаквост 2016 година. Ајде, еден краток сум тука. А пак моја денешна гостинка, еве веќе ја гледате и на вашите екрани, Снежана Ангелковска-Трајковска. Добре дојде, една од авторките на овој документ. Благодарам за поканата. Чест ние што сте тука во секој случај. Жалам што не можат и другите колешки да бидат присутни тука во оваа емисија, сите имаат што да кажат. Сите придонесот да. За вас треба да отвориме некоја посебна емисија, најверојатно кога ќе трае час и половина, море 2 часа, за да може се да се кажете. Денеска ќе го смалиме тоа на некои си 15-20 минути, но верувам дека ќе имаме време за се да кажеме. Сите велиме имаме некој документ во раце, мене никако не ми е јасно. Знаеме дека е за жените во затворите, ти си една од авторките која беше во затворите и ги посети, најдовте вие некој начин. Како дојде до изработка и која беше потребата за изработка на овој документ? Најнапред, значи би сакала да ги прочитам авторките кои што го изработија овој документ. Тоа е Марија Георгиевска, Благица Кицева, Надица Дамова, Сонја Трифуновска, Билјана Костадиновска, Даниела Настова Пиштолова и нашата менторка Тања Томич. Овој документ знам дека на многу збир на една истражувачка работа во сите сегменти, за да би... Тешко ли е? Искрено е многу тешко. Сепак требаше да се посветуваат лица кои што издржуваат казна затвор во затворите. Меѓутоа, нашата упорност, нашата храброст, нашата желба да се помогне на овие лица кои што се лишени од слобода, не го направи она што требаше. Знаеме еве дека е тешко да се влезе низ затворите, посебно во еден затвор каков што е Дризово, каде што има и луѓе кои издржуваат и тешки казни, заради тешки дела. Колку е тежок пристапот до тие информации кои вие ги баравте, за да ги споите и да ги сплотите во еден документ каде што треба на крај да излезе со препораки за тоа што треба да се промени? Реално со оглед на тоа дека жени го работат овој проект, не беше многу тешко да дојдеме до чекам да го чујам, да. Информации, да. Значи, како прво би сакала да дадам општо обет во цела оваа наша дискусија и да кажам дека ова истражување и овој продукт, овој јавен документ произлезе токму од проектот кој што го организираше Фридрик Еверт и Прогрес, Институтот за социјална демократија. На самиот почеток веднаш сакам да ги поздравам Нина Старова и Калинка Габер, кои што ни овозможија да бидеме дел од овој проект. Беше прекрасно да се соработува со нив. Исходот е јасен. Тој што може да се погледне. Краток вовед околу документот. Ме интересира, освен препораките, верувам дека има и цели анализи. Снежана, еве, ќе се навратам и на тоа што вие го кажавте, а тоа е дека овој документ го работеа жените. Дали тоа значи дека жените се многу похрабри од мажите? Не знам зошто ова прашање, зарем во пракса не се покажува дека е тоа така. Еве, кревам раце. Тоа е доволен одговор на тоа што го констатираше токму ти или вие. Еве, може да преминам на ти, бидејќи ми е многу тешко да комуницирам на вие. Жените во секојдневието. Еве, ќе те земам тебе како типичен пример. Една од авторките. Можеме да видиме на јавни излагање многу пати, на различни теми, нема да навлагаме во кои исти. Секогаш имаш храброст да го кажеш она што ти го мислиш и да го представиш она што ти го знаеш. Тоа не често се потврдува кај многумина. И од каде ја црпите вие таа енергија? Еве, зошто токму ти, Снежана Трајковска, беше авторка на овој документ? Желбата да помогнеме на оние лица кои што во моментот се безпомошни во тие затворски килии, беше посилна желбата од нас за да направиме нешто. Ние знаеме дека изминатиот период, значи општеството и не придава многу важност и внимание на оваа група на луѓе кои што се маргинализирани во смисла на остварување на своите права. Потоа морам да напоменам фактот дека овие лица се лишени од слобода. Со казната одземено им е правото на слободно движење, но и не и правото на здравствена заштита, кој што е загарантирано со Уставот на Република Македонија. Токму затоа овој документ да кренеме свеста кај граѓаните и кај надлежните институции да превземат мерки и да ги поправат сите аномалии и пропусти кои што се запишани со закон, меѓутоа не се спроведуваат на дело, што и стана пракса во државата да
да имаме закони на хартија, а да не се спроведуваат на дело. За наша огромна жал, да. Да, за потребите на политиката и согледување на реалната состојба спроведовме теренско истражување, користејќи техника на интервјуа со лица кои што моментално издржуваат казна затвор, потоа поранешни затвореници или лица кои што одслужиле казна затвор, потоа луѓе вработени во затворите, тоа се од медицинскиот персонал, техничките служби и така натаму. Резултатите од ова истражување покажуваат дека и покрај постоењето на законски регулативи, реалната состојба укажува на нивно неспроведување. Потоа имено во казнено-поправната установа Идризово има еден општ лекар кој што работи со договор на дело, медицинска сестра која што работи во прва смена. Односно немаат редовни контроли, вака како можам да се сумирам од страна. И психијатар кој што исто е вработен по договор на дело. Тоа значи дека немаат ниту редовна психијатриска нега? Не. А тоа е место за тие да можат да се социјализираат и да тргнат по правиот пат, колку што јас можам да разберам што е затвор. Во затворските амбуланти, поради недостиг на среднотехнички персонал, се ангажираат затворенички, кои што можат да имаат увид на картоните на затворениците. Потоа се дели терапијата, значи од неистручни лица, да, меѓутоа се случува и да ги користат тие услуги за свој личен бенефит. Она што јас го забележав освен овие податоци е тоа најспецифичното и можеби нешто кое беше таргет во сите медиуми, жена, односно во женскиот оддел на затворот да нема гинеколог. Точно. Токму тоа беше најголемата причина што го потегнавме ова прашање. Добро, како се справуваат ако немаат гинеколог? Еве, јас разговарав со моите уредници и едно од многуте прашања беше доколку жената добие проблеми врзани со женското здравје, како се справува со истите со оглед дека нема гинеколог? Ако случајот е алармантен, тогаш се вика. Тогаш се случува и некој од чуварската служба да повика итна помош од клиниката и тогаш да дојдат интервентно. А кој оценува за тоа дали е алармантен ако нема стручно лице? Јасно ви. Крвната слика воопшто не се проверува, што е страшно, а постојат и случаи кога затвореници со хепатит С се сместени во иста просторија со здрави затвореници, без притоа да ги одделат на страна. Да, без притоа да ги предупредат дека треба да внимаваат, барем да превземат минимум мерки за предпазливост во однос на приборот за храна. Значи тие таму се изложени на секакви болести, буквално вака. Да. Одат во таква институција за да бидат ресоциализирани, а всушност добиваат нега и нечовечки и нехуман третман. Така е. При подготвување на листата за транспорт на затворениците до клинички центар не се води сметка за итноста на здравствената состојба, туку приоритет се прави врз основа на познанички, партиски или било какви други услуги. Значи ако јасно. Има и Македонија, така? Да, има и итни случаи на злоупотреба на лекарска положба од осуденикот, каде што ги користат за измена на исказот на суд така. За нивни цели. Да. Македонија е редовно на тапет на извештаите на Советот на Европа. Бараат подобрување на условите, тоа е една од тоа што можев да го издвојам. Народниот правобранител исто така ги потврдува овие аномалии. Токму по дента кога ние го објавивме овој документ, истиот ден се јави Народниот правобранител каде што ги потврди сите овие наоди кои што се Кој треба да превземе одговорност? Надлежните институции или државата да не остане глува на овие проблеми кои што реално се соочуваат затворениците во казнено-поправните установи. Се огласија? Има слух за вас? Единствено Народниот правобранител до сега, меѓутоа друго. Така. Исто така, она што можев да го забележам е тоа дека што се случува со бремените жени? Кратко, јасно, концизно прашање. Знаеме како е уредено според законска регулатива,
што е во пракса? Имавме токму пред 2 дена една новина каде што се роди бебенце во казнено-поправната установа Идризово. Кога би имале можност, би сакала една таква мајка да ги каже своите искази јавно, како поминала нејзината бременост, тоа е многу жално. Не се води сметка за овие жени, ниту пак имаат можност да посетуваат еднаш месечно гинеколог, како што е пропишано. Кој се грижи за бебето? Веројатно својата мајка. Во келија со останатите затвореници, не изолирана од... Да, келиите на затворениците или просториите во кои се сместени, некои простории се од повеќе од 7 и 8 жени, можете да замислите во толку тесен простор како живеат внатре. Ние во препораките потенцираме дека треба да има посебно изградена посебен затвор за жените, бидејќи сега жените од машкото и женското одделение само се одвоени со една бодликава жица, тоа е во кругот на затворот. Еве, ако можеме да се надоврземе на машкиот и женскиот оддел, ме интересира дали се исти условите, каде се положи условите, дали мажите, еве ноември е месец на машкото здравје, дали таму се грижат воопшто, дали имате такви здравствената зазнанија? услуга е иста секаде. Так. Значи тие немаат скоро и никаков третман, да. И сите остануваат глуви најверојатно на тоа што вие го кажувате. Замислете, во исказите на лицата со кои правевме интервју, имаше потенцирано беа потенцирани непостоењето на хигиенските услови, меѓутоа присуство на бубашваби, тафтабите, лебарки и што се не. Иако се обидувале да одржат некакво ниво на хигиена и покрај недостатокот на средствата за чистење, сепак ни беше потенцирано дека најмногу тоалетите представуваат проблем или извор на инфекции и бактериолошки заболувања. Оно што јас можев, еве, го немам посетено на поправниот дом Идризово, но го имам посетено Шутка, приватно така кажано. Оно што можев да го забележам во самиот објект беше слика која ќе влезеш мириса, односно ајде да не се изразам вулгарно, ама буквално смрди. Сега сите велиме добро, па тој направил кривично дело, треба таму да заврши. Но дали сме свесни како општество, ме интересира твое мислење. Дали како општество сме свесни дека тие луѓе таму треба да се ресоциализираат, а не треба да бидат жртви на... Свеста е на најниско ниво. Тоа е многу жално. Ресоциализација скоро и да нема никаква, со оглед на тоа дека во казнено-поправната установа Идризово до некаде 2006 година имаше барем некаков основ за ресоциализација. Затворениците беа ангажирани да работат во делот на млекар. Нема ли сега отворен и затворен дел? Не, сите тие објекти се затворени и буквално немаше бункери исто таму? Да, точно, меѓутоа тоа е се затворено и немаат можност да се ресоциализираат. Многу е важно едно осудено лице кое што издржува казна затвор по излегувањето да биде згрижено на некој начин со дел што кој го донесе како ресоциализација додека ја отслужувал казната затвор, за жал сега тоа го нема, да го прифати општеството, да продолжи надвор да функционира како секој слободен граѓанин. Така. Еве, пред да преидеме на препораките, ме интересира твое мислење. Верувам дека беше во затворот Идризово дека го правевте ова истражување. Кој дел највеќе те фрапираше на негативно и те погоди во срце, бидејќи имало секакви искази, во тоа сум сигурен. Дали затвореничките и затворениците беа доволно отворени кон вас, авторите на овој документ? Едноставно со самото влегување во објектот вие се чувствувате поинаку. Измешани се емоциите додека разговарате, сепак сме мајки, жени. Би сакала сите тие лица кои што се во тие казнено-поправни установи да имаат можност она што го заслужуваат и она што е со пропис задолжено дека треба да го имаат како здравствена заштита. Така добијат барем се надам на некој минимален начин. Така е. Добро, еве што велат нивните семејства, бидејќи тие верувам исто така се запознаени. Нели кога доаѓаат на посета најверојатно кажуваат што, како и зошто се случува. Неmoćни се. Во случајот се неmoćни, нивните блиски се внатре во таа институција, во тие простории кои што можеби со години не се варусани,
хигиената на најниско ниво, за храната и не сакам да зборувам. Во секој сегмент има аномалии на кои што треба навистина да им се придаде важност и нешто да се смени. Еве добро, ајде, знам дека еве не сменам политика, но ќе прашам кратко, концизно, јасно прашање. Пред избори сме. Најчесто сега највеќе се ветува во суштина. Има ли некој да се огласи, еве, дали од влада, дали, што знам, дали некој каже, еве, јас ќе го подобрам ова, ќе го променам ова? За наша среќа, овој документ беше промовиран на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз, каде што беше испромовиран и токму сега е на разгледување во политичката партија. Се надевам дека доколку се направат проценки како документ кој што има тежина, можеби ќе влезе во програмата на политичката партија. Така. Да го погледнеме еве документот уште еднаш пред малите екрани. Значи, само да видиме, ги гледаме авторките, значи здравствена заштита во затворите во Република Македонија со посебен акцент на здравјето на жените, документ за јавни политики во рамки на првиот форум за родова еднаквост 2016 година. Добро. Во суштина, ме интересира какви препораки дадовте вие еве на крајот од документов. Па еве би почнала, значи. Јас се надевам дека ова што го кажавте од опозицијската партија дека ќе се реализира, барем се надевам. Бидејќи вака како човек од страна и како некој што седи дете за многумина од затвореничките, верувам па и за вас. Мене искрено ми е жално, гревно и како и веќе да кажам, но не сум тука да дам оцени. Кои се заклучоците, препораките, имате такви, верувам многу, сакам да ги чуем буквално сите. Едукација на тимови, здравствени тимови, едукација на тимови кои што ќе го подобрат начинот на здравствената заштита во казнено-поправните установи. Лекар од општа пракса во затворот 24 часа 7 дена во неделата со бенефициран стаж, како и зголемена плата во висина од 30%. Потоа лекар гинеколог задолжително 1 ден во неделата. Стоматолог 5 дена во неделата, во прва смена со примена на бенефициран стаж и со зголемена плата во висина од 30%. Потоа лекар психијатар 5 дена во неделата со примена на бенефициран стаж со зголемена плата во висина од 30%, медицински технички персонал 24 часа 7 дена во неделата, екипирани со маж и жена со примена на бенефициран стаж и зголемена плата во висина од 15%. Секоја затвореничка задолжително треба да изврши превентивен гинеколошки преглед 2 пати годишно. Потоа задолжителен превентивен преглед на мамограф еднаш годишно за затворенички постари од 35 годишна возраст. Задолжителен гинеколошки преглед на бремена жена затвореничка еднаш месечно со сите придружни скрининзи на следење на бременоста. Достапност на лековите во аптеки во склоп на затворот кој ќе работи 12 часа во текот на денот. Достапност на презервативи и контрацептивни средства во медицинската установа во склоп на затворот. Достапност на тестови за рано откривање на бременост и така натаму. Имаме и куп други мерки кои што се предвидени. Да, сепак нема да јас веќе ги гледам. Еве вака на кратко ќе ми ги покажам на гледачите за чисто да знаат за што станува збор. Тука ќе идеме или каде? На оваа камера? Само момент. Снежана, меѓу времено, пред се еве кажа и ти си мајка и ти си нечија жена. Ке да прашам дали имаме родова еднаквост во Македонија, бидејќи ова го изработува првиот форум за родова еднаквост. Знам дека е тешко прашање. Жените треба да се најдобри, слушајте ми го зборот сега. Повели. Процентуалната застапеност на жената се уште не е на некое завидно ниво. Жените треба да бидат многу поприсутни со оглед на нивната храброст, решителност, упорност, да бидат присутни и во политиката и во сите сфери на животот, каде што би можеле да нешто да сменат, да возможат подобри услови. Кажа дека се похрабри, но дали се повешти од мажите? Секако. И тоа го потврдуваш. Дали мислиш дека еве порано сме имале некој вид на дискриминација затоа што жената била дискриминирана? Пред малку додека бевме доле во бифе со колегите, еден од колегите вика: "Види брат, ме напаѓаат жени. Какво време дојде?"
дали доаѓа на вистина такво време жените да ги напаѓаат мажите, а мажите да ги удат? На оваа тема би разговарале кога ќе бидеме 50-50. А сега не. Добро. Во суштина, мислам дека кажавме голем дел од работите, поправиме ако грешам, ако испуштивме нешто да се надополниме. Во врска со овој документ и оваа проблематика има што многу да се каже. Се надевам дека ќе ја подигнеме свеста на надлежните институции и општо на граѓаните да ги заинтересира овој документ и да пробаат нешто да поправат, да направат и да ги подобрат условите на здравствената заштита во казнено-поправните установи. Ти благодарам многу на твоето гостување. Ви благодарам за отстапеното време, ми беше задоволство. А ние продолжуваме по натаму во суштина. Слуштавте што ние кажавме денес. Во целта ни беше, како што каже и мојата гостинка, да ја покренеме или подигнеме свеста кај надлежните институции, бидејќи секој треба да има хуман третман, бидејќи сите ние сме едно е тоа што треба да бидеме еднакви посебно во сферата на здравјето, тоа што некој е во затвора, некој е на слобода е сосема друго прашање, но се надеваме дека еве некој ќе има слух и дека се ќе биде подобро еден ден. За да видиме со што ќе продолжиме со краток блок на реклами, па се враќаме повторно во студиото, па да видиме за што ќе остане време.